Горан Стојановиќ Амадеус од Куманово оствари уште една патувачка мисија. Последната авантура е 10.000 километри поминати на мотор од Куманово до Иран. Патувањето за Горан било уште еден предизвик, бидејќи со секој изминат километар неговиот сон и желба одблизу да ја запознае културата, традицијата, но и историски значајните места во Иран станувале реалност. Во Иран престојувал 2 седмици, а го посетил и древниот град Персеполис, символ на Персиската империја, кој во 330 година пред новата ера бил освоен, ограбен и запален од Александар Македонски. Целосниот разговор со Горан Амадеус за неговото патешествие низ Иран, честопати позната држава како Персија во западниот свет, можете да го проследите веднаш по вестите на Телевизија Плюс. Предизвик секогаш ми е Азија. Европа по Европа имам извозено скоро сите држави уздушје попреко, али предизвик ми е Азија, што таму е таа стара цивилизација, стара култура и ретко кој се нафаќа да посети азијски држави, затоа што малку имаме и некако на друг начин посматраме на Азија кога е во прашање, ради некои медии кои се направија дека тие држави се таму ризични, црни. Не викам дека не е тоа некој ризик, али сепак предизвик ако сакаш нешто направиш, јас сум авантуриста, ентузијаст, да направиш нешто, тогаш е најбоље да се посети Азија. Првиот ден така ми беше тешко, значи кога да влезам 5 сати на граница, тоа е сепак доста патретирање, седиш на граница, не познаваш јазик, енглески слабо кој знае, платив еден агент да ми помага да зборува све што треба по документи, али после тоа кога влегов во Иран, од тој момент тотално друг свет. Се што имаме слушнато за таа држава, фактички неточно. Тотално погрешно. Значи, Иран е една магична држава, природно преубава, со температура од 10 степени до 50 степени плюс 60, со природа од оаза до огромни пустињи, кај што стварно она баш пустиња, кај што нема ни дрвце, ни ништо да застанеш. Кога возев кроз пустиња, има една рута 500 километри кроз пустиња и само молев Бога да мотор нешто не откаже, пошто немаш кај се паркираш. Гориво таму е без пари, значи тотално без пари. Гориво плаќаш само за 30 литра, негде во наши пари околу 50 дена плаќаш за 30 литра, што е за нас беше и за мене тоа беше некој шок и некоја радост. Едноставно усред пустиња кога ќе видиш некој издеголе или видиш некој контейнерче кај што продаваат вода, чај, ја секогаш застанувам, пошто секогаш мора. И мислам дека највише што ме одржава на таа вожња кроз пустиња се зелени сливи. Пред да појдеме секогаш во град, крај начекам зелени сливи, купам по кило 2 и ставам во ова торба и додека возам цело време јадам зелени сливи со витамини и они се малку посвежи и ми дава енергију и свежину за да се све тоа издржи. И кога стенав од пат, кога влегов во село и кога дојдов меѓу оние зидини, имам видео материјал, ќе ви баш пратам да видите. И кога дојдов и меѓу оние звини како Country Strike, исто Country Strike ми дојде у глава, викам, деле сега, кај сум пошло беал дека може некој ќе му тепа. Прво тоа, прв пат да размислам негативно. Ама, ето така, без страв, отидов, излезе еден човек кроз едни малечки врата, вака, и ми покажува тамо, јас пројдов тамо, имаше оние огромни врата на далинско се отворија, влегов се, паркирав, стварно домаќинот беше супер, тој си има фактички гестхаус таму и така си прави реклама. Следниот пат кога ќе одам или со повеќе луѓе да препорачам, има организира и кампување во пустиња, ама веднаш ете ти фати некако мисла и некој, што ја знам, да се размислиш малку кај одиш без размислување. Тоа беше, значи, тие 2 пати само, кај што помислив, малку темно,